Добро вечер. Зголемен е бројот на работниците кои во 2013 година се обратиле до Сојузот на синдикати на Македонија и побарале заштита на работничките права. Најголем број од обраќањата се по основ на неисплатени плати и придонеси, вкупно 2119, пошто следуваат за отказ од деловни причини 689 и за права во стечајна постапка вкупно 200. За прекршување на синдикалните права имало 171 обраќање, за променети договори за вработување 153 и за прековремена работа 124. Со оваа информација ги започнуваме денешните урбани вести. Останете со нас и погледнете што подготвивме за денеска. Започна изградбата на новото повеќенаменско игралиште во Бутел 2. Планинарски марш од Струмица до Скопје во чест на Борис Трајковски. Утре во 17 часот и 30 минути сите на велосипед за омасовување на велосипедизмот. Повеќе од 2500 маски се подготвени за овогодишниот Струмички карневал. 27 и 28 февруари, посветен на лицата со ретки болести. На територијата на општина Бутел, поточно во населбата Бутел 2, изминатите денови започна изградбата на новото повеќенаменско спортско игралиште. Оваа населба долго чекаше на своето прво спортско игралиште поради нерешени имотно-правни работи. Истото треба да биде завршено за 1 месец, а општината го реализира овој проект во соработка со Агенцијата за млади и спорт. Томислав Атанасовски. Во општина Бутел деновиве започна изградбата на ново повеќенаменско спортско игралиште. Истото се наоѓа на крајот на улицата Мара Междуречка во населбата Бутел 2 на една од ретките државни градежни парцели во ова густо населена населба. Нерешените имното-правни работи околу земјиштето и немањето алтернативна парцела беше главната причина што оваа населба чекаше долго време на своето прво повеќенаменско спортско игралиште. Во мојата работа како градоначелник, еден од најтешките проблеми е токму изградбата на ова повеќенаменско игралиште кое што се наметна. Граѓаните на Бутел 2 на вистина заслужуваат да имат еден спортски терен каде што ќе можат посебно младите да го поминуваат своето слободно време, да спортуваат, да бидат оттргнати се повеќе од оние лоши работи што им се случуваат на младите луѓе. Меѓутоа, решавањето на имотно-правните односи на вистина наидоме тука на една голема бариера, на еден зид. Меѓутоа, упорноста може да се денеска да кажам дека се исплати. Кога велам се исплатува, не се исплатува пари, туку упорноста се исплати затоа што ги решиме сите имотно-правни проблеми, се доби одобрение за градба и благодарение на добрата соработка со Агенцијата за млади и спорт започна да се реализира овој проект изградба на повеќенаменско игралиште во населеното место Бутел 2. Мислам дека со изградбата на ова повеќенаменско игралиште скоро нема на територијата на општина Бутел, во секое населено место нема, а да нема спортски објект изграден. Ова игралиште ќе биде наменето за играње фудбал, кошарка, ракомет и повеќе други спортови. Ќе биде оградено и осветлено за да може да се употребува и во вечерните часови. Со неговата изградба ќе се придонесе да се зголеми бројот на млади луѓе што практикуваат поздрав начин на живење, како и за промовирање на надпрерувачкиот дух. Повеќенаменското спортско игралиште предвидено е да биде завршено и пуштено во употреба за 30 на дена. Овој проект општина Бутел го реализира во соработка со Агенцијата за млади и спорт, а градежните работи ги изведува фирмата Бауер. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски денеска ги пречека планинарите кои од Струмица стигнаа во Скопје во чест на трагично загинатиот претседател Борис Трајковски. 12 планинари, кои во чест на трагично загинатиот претседател Борис Трајковски тргнаа од Струмица пред 4 дена. Денеска пристигнаа во Скопје. На влезот на Скопје во Долно Куњари ги пречека градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски, при што истакна дека општината секоја година им дава поддршка на планинарите при нивниот планинарски подвиг. Општина Петровец ги пречека учесниците од
меморијалниот марш Борис Трајковски, кој тргат од Струмица. Синоека ги сместиме луѓето во изведничкиот дом во Дивле. Денес исто така еве ги пречекаме овдека во местноста викана Кисела вода да видиме дали е се во ред со нивното движење кон вечното почивалиште на нашиот председател. Исто така ќе бидат пречекани во нашата општина како секоја година и после краткиот одмор ќе продолжат кон нивната последна дестинација, тоа е вечното почивалиште на Борис Трајковски. Планинарскиот марш во чест на Борис Трајковски го одеа планинари од Струмица, Радовиш, Гевгилија и Неготино. 9 години поред, независно од временските услови, млади и повозрасни планинари неуморно пешачат околу 200 километри. Денеска пред целта беа свежи и неуморни, велејќи дека желбата да се одаде почит на еден голем човек каков што беше Борис Трајковски им дава сила да ги издржат тешкотиите кои се појавуваат при патувањето. Стално општина Петровец не пречекува и тој е исто така голем како нашиот прерано починат председател. Не само што го делат заедничко име, туку ги краси и големо срце. 4ти ден по нашата убава Македонија патуваме до вечното почивалиште на нашиот председател Борис Трајковски. Оваа година се навршуваат 10 години од трагичниот настан кога тој погина, а ние деветти пат како го одиме тој пат. Тргнавме од паркот пред споменикот на Борис Трајковски во Струмица, преку селата Ангелци, Градашорци, горе Трибичино до селото Дедино. Таму ноќевавме во манастирот Свети Атанаси и од Дедино продолживме сабајлето низ селата Дамјан, рудникот Дамјан, на Бучим горе и по стариот пат слегнавме во Штип. И од таму преку Свети Николе, преку Ѓуриште, Синоки, бевме гости на градоначалникот на општина Петровец во Дивле, во планинарскиот дом во Дивле и ете сега продолжуваме до Петровец преку Ражаничино и вечер ке сме гости во средношколскиот дом Партенија Зографски. Оваа година Господ е со нас. Толку убаво време, толку беше, знаевме во кал да газиме, во снег, ама на жалост нема никаде снег по патот сега. И многу убаво си поминавме, сите се свежи. Утре во 17 часот и 30 минути под слоганот Преброј се ќе се одржи 22-та критична маса, чија што цел е омасовување на велосипедот како превозно средство. Местото на чекање е плоштад Македонија. Критичната маса во соопштението до медиумите вели дека за зголемување на велосипедисти кои велосипедот ќе го користат како превозно средство, а не само како начин за релаксација, се потребни конкретни мерки, инфраструктурни подобрувања, подобрување на системот за изнаемување велосипеди, едукативни кампањи, зголемување на свеста и така натаму. Скопје е еден од ретките европски главни градови во кои не се мери соодносот на различните видови сообраќај, а со тоа и уделот на велосипедскиот сообраќај во вкупниот. А се додека не почнеме да мериме, нема да знаеме до каде сме, нема да знаеме кои мерки колкав реален ефект имаат. Додека не почнеме да мериме, не можеме да планираме прераспределба на различните видови сообраќај и да правиме визии за зелено и здраво Скопје, стои во соопштението. Десетици европски градови си задаваат цели да постигнат барем 15% удел на велосообраќајот во вкупниот сообраќај до 2020-та и преземаат конкретни мерки за да го постигнат тоа. Во најточак љубските градови, веќе над 50% од патувањата се прават со точаци, информира критичната маса.
На Струмичкиот карневал годинава ќе продефилираат над 2500 маски. Со жребувањето на распоредот на маските во саботната интернационална карневалска поворка се финализираа подготовките за Струмичкиот карневал 2014. Годинава, како што истакна председателот на организациониот одбор Александар Цицимов, во интернационалната поворка ќе продефилираат 41 група под маски. Маската на Сдруженијето Струма од Струмица ќе биде начело на колоната, а поворката ќе заврши со маската на гостите од Лубрек од пријателска Хрватска. Покрај нив гости на Струмичкиот карневал и годинава ќе бидат повеќе карневалски групи од соседните држави. Маската на Сдруженијето Струма од Струмица ќе биде начело на колоната, а поворката ќе заврши со маската на гостите од Лубрек од Хрватска. Покрај нив гости на Струмичкиот карневал и годинава ќе бидат повеќе карневалски групи од соседните држави: Турција, Бугарија, Србија, Хрватска, Црна Гора и Албанија. Годинава вторпат интернационалната карневалска вечер ќе биде в сабота на 1 март, а како пропратни манифестации на традиционалните тримески празнувања ќе бидат изборот на принц и принцеза на карневалот в петок, детскиот карневал во недела, фестивалот на афоризам и карикатура, понеделничкиот бел граф в понеделник, доделување на наградите на најуспешните маски во вторник, а Струмичкиот карневал 2014 ќе заврши в среда со традиционалната посета на домот на армасаните девојки или популарно наречените синии. Организаторите очекуваат рекордна посетеност на оваа традиционална карневалска манифестација, која одбележува 20 години од приемот во Интернационалното здружение на карневалски градови. Сдруженијето на граѓани за ретки болести Живот со предизвици на 27 и 28 февруари ќе организира 2 настани со кои ќе го одбележи Денот на ретките болести. Главната цел на настанот е подигнување на јавната свест за ретките болести и влијанието кои тие го имаат на квалитетот на живот на пациентите. За прв пат Денот на ретки болести беше лансиран од Eurordis во 2008 година, кога повеќе од 1000 настани се организираа во светот, допирајќи до стотици илјади луѓе. Настанот има голем придонес и во однос на застапување и лобирање за правата на пациентите со ретки болести и во напредок на креирање национални планови и закони за ретки болести во многу земји. Кампањата започнала како европски, а се развива во светски настан, со повеќе од 70 земји кои учествуваа во 2013 година. Целта е Светската здравствена организација да го признае последниот ден од месец февруари како официјален ден на ретките болести и да ја подигне јавната свест за ретките болести во целиот свет, нагласува Весна Алексовска, председател на Сдруженијето на граѓани за ретки болести Живот со предизвици. Настаните ќе се одржат во амфитеатарот на Деканатот на медицинскиот факултет на 27 февруари и во ЕУ-инфоцентарот на 28 февруари. На медицинскиот факултет ќе се одржат предавања на темата ретки болести, додека како говорници во ЕУ-инфоцентарот се најавени Роберт Лидел, раководител на оделот за политички прашања, правда и внатрешни работи, информации и комуникации во делегацијата на ЕУ, господја Мери Джо Волерс, амбасада на САД, почесен член на Сдруженијето, Аспазија Софијанова, директор на детската клиника, Маја Парнаџиева Змејкова, директор на Фондот за здравствено осигурување, Момир Поленаковиќ од МАНУ, како и представници на Министерството за здравство, пациенти и родители. Денеска и утре нови возбудувања од осмина финалето во Лигата на фудбалските шампиони. Вејн Руни го продолжи договорот со Манчестер Юнајтед до 2019 година со неделна плата од 300.000 фунти. Повеќе за овие и останатите вести од спортот по рекламите.